Франција е заинтересирана и нуди можности наши ученици откако ќе завршат средно училиште своето образование да го продолжат на тамошните универзитети. Со таква мисија денеска председателот на француско-македонското друштво ФРАМА Благој Зашов заедно со представници на францускиот институт го посетија средното општинско училиште Љупчо Сантов, каде се сретнаа со раководниот кадар и со учениците. Како кочанчанец кој што живее во Скопје, денеска сум тука со големо задоволство во придружба на делегацијата од Францускиот институт во Скопје, со која дојдов со цел пред учениците во гимназијата да се представи францускиот јазик како еден од интересните јазици, европски јазици, како и да се сретнеме. Пред малку го видовме градоначалникот на Кочани, а сега ќе се сретнеме и со професорите по француски јазик во гимназијата. Им благодарам на домаќините за организирањето на овие средби, со надеж дека на тој начин и кочанчани ќе дознаат малку повеќе за францускиот јазик. Тие ги запознаа учениците со поволностите кои им се нудат доколку се определат своето високо образование да го продолжат во оваа развиена европска земја. Et nous sommes ici pour rencontrer les enseignants qui enseignent le français à Kočani. Нашата посета денеска во Кочани е пред се да ја посетиме гимназијата, да се сретнеме со директорот кој што во оваа прилика се заблагодарувам за приемот. И исто така да одржиме една кратка презентација на нашто Франција го нуди пред се за младите, значи можности за студирање во Франција, ќе објасниме околу процедурите. Околу тоа, меѓутоа и да се сретнеме и со професорите по француски јазик од градот. Инаку Зашов, кој беше поранешен амбасадор на Република Македонија во Франција, постојано одржува и ги избогатува контактите помеѓу двете држави. Меѓутоа, како кочанец, тој силно лобира токму Кочани да предничи со таквата соработа.